што учествувавте, многу ви благодариме. Сите што сте денеска со нас, уште толку ви благодариме. Но како на секој час и секој наставник, нели ќе провериме кој е присутен, кој е отсутен. Може ли? Еве го ја Раус, може да наплуска че Раус? Еве, сега сме си тука. Ви благодариме децата што ви дојдовте на това голем број. Благодариме на сите учителки, благодариме на сите ученичиња. Престекти сме што сте тука. Денес сите ќе бидеме добри, синовили и ќе бидеме волшебници. А сега сакам да ме прашам нешто. Дали сакате гатанка? Дали може една гатанка да кажам или да ја помогувате? Може? Па слушате внимателно, сега ние вака ќе гледаме убаво. Слушайте внимателно. Ајде сега вака на носиката така представа да стане. Од топки су направен, но зборувам гласно. И готва ми чистам да си биде јасно. На студот се смејам, на сонцето плачам. А ако се стопам, назива пак ќе да се вратам. Смешно? Точно. Точно? Ама како се вика деца Смешко од сината Самовила? Смешко Лео! Од каде сте вие? Од Куманово. Ве моламе да наплаву за Куманово. И сега, јас и волшебникот имаме уште една загадка. Слушайте внимателно. Во стаклена топка заробеше цел. Нема дожд ни ветерче, ниту пак снег бел. Имам куки шарени, имам много здрави. Тука живеат и дечи и млади. Што е това? Кој е шарен град, деца? Што е тоа шарен град? Граден од сината Самовила. Од каде сте тече на вие? Од Струмица. Голема поздравна Струмица. Аплик за дечињата. А дечињата, дали знаете Боја Раус? Ама знаете да волшебник бил. Дали Боја Раус имал магични муки и дали користил магично стапче? Има магично стапче? Ама, има магично стапче. Ека има моите камера. Но то замислете ја изгубил волшебничка за мој. Много още не бил загрижен. Затоа што тој успева да ги решава сите проблеми со помош на што дечиња? Да, на мудрост. Со помош на мудрост успева да ги решава сите проблеми. Волшебники како сте? Како се чувствувате со такви многу дечиња? Благодарам, најдобар да пуснам толку многу добро. Семико, прашаме дечињата како се вика вистинското име на Самовилата? Дали вече да знаете како се вика вистинското име на Самовилата? Како се вика сината? Сите ја викале сината Самовила, но таа сината кој е име? Како се вика? Имам јас уште има сина Самовила, и еден Боја Раус. Ајде да видиме дали знаете како е вистинското име на сината Самовила. Кој знае? Може да повториме сите заедно? Велика Меки. Може да повториме заедно? Велика Меки. Ајде да ве слушам. 3, 4. Така. Што е тоа што ќе следува следно, ќе ни каже нашата Сенја. Значи, не знам што сам тука, меѓутоа, со нас е тука и златните славеничиња, може да наполза златно славење, силно. Сега, златните славеничиња се од другата страна, значи сега
Да, ми беше дадена улогата на волшебникот Бојараус од тајната на сината Самувила. Без вас, медиумите, морам да кажам, 2 недели бев присутен секаде, ви благодарам многу на поддршката која што ми ја дадовте. И самото тоа што остана во топ 50 финалисти, внатрешно се чувствувам и повеќе од победник, со оглед на тоа дека и тие топ 50, и тие 5000, и сите наставници на светот кои што не се пријавиле, се победници со самото тоа што го работат, она што го работат, кој е од срце. Исклучително сум задоволен од местото кај што се наоѓам. Утре ми е денот за подготовки, понеделник патувам за Дубај и ќе се обидам најмаксимално да ја представаме и Македонија и сите наставници од Македонија во најдобро можно светло. По покана на Ксенија Маказлиева Трајчева и покана на Весела Богдановиќ, тие се сепак превенција, да кажам. Ксенија како главен уредник на просветно дело, значи се печатат едукативни материјали за деца, тоа е нашата работа. Весела како автор. Мене ми е исклучително дел што сум од оваа приказна, иако идејата беше сето она што како наставник, но и како човек кој што преку хумани акции сум го правил. Ксенија и Весе ми рекоа, вика, токму ти си волшебникот, затоа што во приказната е човек кој што проблемите ги решава со добрине. Им благодарам и на довербата. Видете вака, јас во фиока се веќе 2 книги, тоа се искуствата мои. Едното е инклузивна сликовница, која што зборува за аутистично дете, кој што им се објаснува на другарчињата во училницата зошто се однесува како што се однесува. А другото е веќе во работна верзија при крај, книга за... Тоа се 15 емотивни приказни кои што сме ги доживеале во училница со мојот аутистичен ученик кој што е веќе средношколец. Често затоа да се разбие она мистерија дека децата со аутизам немаат емпатија. Мене ми е целта да го докажам токму спротивното она што сме го доживеале. Вториот дел од книгата е Азбука за аутизмот, која што зборува за ред аутистични однесувања, кои што на наедноставен јазик треба да бидат пренесени до сите наставници, до сите родители, до секој читател генерално. Така да ова веројатно и почеток на некоја една соработка, што побрзо да ги завршам за да го догледаат светлото. Може би беше напорно овој период, иако се надминаа моите очекувања. Ова топ 50. Значи сериозна одговорност, тежина, сладка тежина е да ја носиш, да продолжиш да бидеш она што си го случаев. Хуманитарните акции нема да прекинат, благодарение на тоа што Македонија слушна за мене. Пак ќе кажам благодарение на вас. Мислам дека импактите на сите акции, на сите добрини кои што ги правам ќе бидат многу поголеми, а како наставник уште 10 пати посилни. Славејчиња, здраво, да ве чујам. Силно, силно. Здраво, ви благодариме денеска што сте тука. Можеме да пееме? Спремни сте? Готово, почнуваме. 3, 4, првиот настап на златните славејчиња да ги охрабриме со аплауз, ве молам, силен наистина.
точки ви благодариме. Јас сакам да ве прашам нешто, може? Дали вие читате книги? Да! Не слушнав то? Да! Имате сите омилена книга? Да! Баш ми е мило. Значи, освен што знаете убаво да пеете и читате, така? Вие настапувате секаде на светот, тоа знам. Меѓутоа, дали некој од вас ќе ми каже, каде бевте после... Каде? Во Банско бевте да скиете? Ема да ве прашам, дали кога скиете пеете? Значи вие сте пеечки скијачки. Много се златните славејчиња. Сега, чудесна лабораторија траеше горе-долу една година. Тоа беше проект, конкурс, надпревар, што беше веселица? Тоа беше радост во нашите ученици. Благодарам, драги наставници, драги вечиња, за честа што ме направивте и што се вклучивте во проектот. Ви благодарам што бевте толку прекрасни, толку волшебни и навистина бевте чудесни. На жири комисијата и беше премногу тешко да одлучи какви награди да подели, кој да биде прв, кој да биде втор, кој да биде трети, но само тоа ние си ја поделивме работата и ние како организатори си ја превзедовме работата во своји раце, а жири комисијата во своји раце. И така си успеавме да си ги наградиме сите што со радост, со ентузијазам, со љубов и со магија која и излегоа од овој проект. Не знам како да ви се заблагодарам, од срце ви се заблагодарувам на сите. Но најпрви неве сакам да започнеме со доделувањето на наградите и Оваа книга беше работена за време на пандемијата, значи ја почнавме 2020 година и годините после тоа беше малку потешко да се организира некоја посериозна промоција. Меѓутоа, книгата ја промовиравме преку проектот Чудесна лабораторија, односно преку конкурсот на кој што учествуваа најкреативните наставници од цела Македонија. Многу ми е драго што денеска се собравме во толку голем број и што покажавме јавно дека кога наставниците ќе дадат поддршка едни на други, кога ќе се сложат, кога заедно учествуваат во некој проект и со должна поддршка и почит, тогаш резултатот е таков каков што беше денеска. Ни дојдоа наставници и деца од цела Македонија, поделивме 30 награди, од кои 4 гран-при, а она што е најубавото е што добивме поддршка и од Златните Славејчиња, и од Андријана Јаневска, и од Еурека, и од двајцата, секако најдобри наставници официјално во Македонија, Илје Михајловски нели во улогата на Боја Раус и Весе во улога на сината Самовила. Тоа само покажува дека наставниците не се само наставници во својата училница кои што ги учат и поучуваат децата. Наставниците се навистина волшебници кои што умеат од своите учелници да направат чудесна лабораторија и да биде нешто убаво за сите, и за нивните ученици, но и тие од широкото обкружување. Голема благодарност за сите што беа денес со нас. Да, верувајте дека е потребен вистински предизвик и за децата, и за наставниците, за да го искажат сетој оној креативен порив кој што тие го носат во себе пред се како личности, а потоа како наставници. Затоа што тајната на сината Самовила ја испраќа токму таа порака. Значи да се обединиме, да се препознаеме такви какви што сме, да се прифатиме такви какви што сме и заедно да чекориме кон заедничка цел во која што ќе царува добрината, човешчината, емпатијата, да бидеме поддршка едни на други, а не да се осудуваме едни со други, дека тоа е клучот за современо, за успешно, за модерно општество, како што е всушност и оваа модерна бајка тајната на сината Самовила. Во купчето на нашиот Боја Раус се наоѓаат многу сертификати на многу наградени наставници и ученици. Би ја поканила, сакам да ја поканам, учителката Бисера Петровска Аргиновска од Основното училиште Доктор Ангелевски. Награда прво место категорија подрачни училишта. Ве молам, драги дечиња, еден голем аплауз за оваа прекрасна учителка.
останете тук, сега фамилиарна само фотка, учителката останете да се там. врати, да го прими сертификатот за неговите учениците, затоа што ние сме комплетни само со нашите ученици. Сега ја покануваме учителката Марија Узунова, основно училиште Сандо Мастер Струмица, освоено второ место категорија рана училишна возраст, награда од организатор. Исто така Наталија Дикова и Сонезе, да, мислам дека Наталија Дикова, ви честитам од срце, ви благодарам што ви толку прекрасни. За нашите наставнички прекрасни. Продолжуваме понатаму, ја покануваме учителката Тања Петков, основно училиште Свети Климент Охридски Драчево, категорија рана училишна возраст, награда од организатор. Ве молам да ми дојде наставничката, а да ја охрабриме со еден голем аплауз. Тука имаме една самовила. Како се вида самовилата? Овде имаме самовила Софија и така ќе ја прими наградата на мама. Честитки, поздрав, голем. Ајде да се имат ли риба? Поздрав до мама. Ја покануваме Весна Георгиевска, учителка од основно училиште Гоце Делчев Штип, но дознавме дека не е тука Весна. И сега одиме со нешто чудесно, најчудесно. Победници во сите категории, би рекле. Прво место, основно образование, сите категории. Награда и од стручно жири, награда и од организатор. Во ја покануваме Катерина Василевна, основно училиште Гоце Делчев Конче Дедино. Ве молам еден голем аплауз. И Дејанчо Василев, исто така како соработник на проектот, една симпатична приказана соработка, која што навистина ни даде убав прожект на сите. Може еден збор, два за поздрав и продолжуваме со словечињата. Добар ден на сите присутни, добар ден до организаторите овде на овој прекрасен настан. Јас сум многу возбудена затоа што целиот настан е многу волшебен и чудесен и сум пресечна што целиот наш труд што го вложи на целата наша љубов во периодот додека се работеше проектот Чудесна лабораторија, добија едно вакво признание, една убава награда на која што сите се радуваме и посакуваме уште многу вакви успешни изданија. Благодарност до сите, посебно до акторката Весела Богдановиќ и до нашата писателка Ксенија. Благодарност. Сега продолжуваме со златните славејчиња, а во меѓувреме сите што бевте наградени во првиот круг, бидете поканени да направиме една заедничка фотографија. Ајде, застанете. Не, после. Сега. Ајде, тука се Сега, застанете. Додека се тука, ајде. Брзо. Ајде. Добро, ајде. Трцка, дојди помести се малце. Тука, супер. Предно што им се
Ден и ног. Значи Мила пееше за Ден и ног, ме моля еден огромен аплауз за Мила. Отиваме по-нататък. Аз се викам Ваня и вие послушате Тони не се лути. Тони не се лути. Има ли некој Тони тука? Нема. Значи нема кој да се лути. Само твојот Тони. Добро. Ајде да видиме од таа страна кој беше со нас. Јас сме Лијана и апет послуша дајде да скијаме. Ајде да си играме. Да скијаме. А да скијаме. Дали вие бевте на зимување да ве прашам дали скијавте? Ајде да кој скијавте на крена рака. Супер. Ти скиеше ова зима? Да. А и пееше ли? Да. Добро, и да видиме. Тука кој е со нас? Јас сум Анастасија и апет песничката балерина. Балерина! Кој од вас сака да биде балерина? Види колку колешки имаш тука. Пуно. Ви благодарам многу. Аплауз за сите 4 солистки. Можете да се вратите на место. А ние продолжуваме понатаму. Боераус? Е, Боераус? Боераус? Ај, Боераус. Ајде послушајме Боераус, дечиња, да ве прашам. Како волшебник е Боераус? Дали е добар или е лош? Како ви ме слушам? Волшебникот Боераус е најдобриот волшебник на светот. Ама со нас е денес во улога на волшебникот Боераус најдобриот учител од Македонија признаен во светот, наставникот Иле Михајловски, и ми направи чест да биде тука денес со нас во улога на Боераус. Ве молам еден аплауз за наставникот Иле и да му посакаме среќен пат каде одите наставниче во понеделник. Здраво на сите тој деца што има во толку голем клуб. Не може човек да биде посреќен, па ниту како човек, ниту како наставник, па ги види овој свет. Понеделник патувам вај, ама денес морам да ти бидам волшебник за да оваа лабораторија биде повеќе од успешна. Единствено нешто што сакувам прво дел. Овие деца уче овде, верувам и многу други, чекаат некоја нова сликовница весела, нели? Некоја нова бајка и да не остане само приказната на сината самото. Ја ќе бидам редовен подржувач тука и на тебе, ама и сите добри деца за да научиме како со добро да го правиме светот поубав. Драги мои, денеска со нас се официјално најдобрите наставници во Македонија, кои влегува во топ 50 најдобри наставници на светот. Иле и Весела, ве молам еден силен аплауз. Денеска сме тука за да потврдиме што значи кога наставниците ќе се здружат, кога ќе дадат подршка еден на друг, кога ги поддржуваат проектите и гледат да се случува чудо. Наставници од цела Македонија денеска се со нас. Деца од цела Македонија денеска се со нас, затоа што овие двајца волшебници без волшебно стапче се волшебни. Ве молам еден голем аплауз. А продолжуваме да ги видиме и другите волшебници од чудесна лабораторија. Сега кога волшебникот е тука, јас имам уште помош, еве вака. Ја покануваме учителката Маја Бандуреvićка и степенот Митко Куманово да се заблагодаримо за прекрасното учество и во овој проект, за прекрасно сработените моменти, за примерите кои што споделивте со нас и тука е сертификатот исто така и за вашите ученици. Молам еден аплауз, дечиња. Од Драчево. Кој ми е тука од Драчево? Кој е училиште
Божиновска Тасевска ја покануваме да ни се придружи, да и се да благодари учеството во проектот. Дали е тука учителката Марина Божиновска Тасевска? Да го слушаме. Слушате го? Тука е учителката? Студентка Свидечиња, ме моламе голем аплауз за учителката Марина и за неговите прекрасни дечиња. Голема благодарност до вас. Од основното училиште Санто Масев Слуница, за специјално признание од Христос Живи и организаторот, ве молам се еден голем аплауз да се заблагодариме на изложеността. Значи сите добитници наставнички од овој презент, нека ни дојдат тука. Ете така. Ајде Бојараус, дојди. Вие маскираните, ете така. Супер. Сега правиме една малку поголема пауза, имаме 4 солисти од Златно Славиче ќе настапат едно по друго, а Весе, односно Силата Самотила и Иде, односно Бојараус, ќе дадат изјави за македонска телевизија, додека ние играме пееме. Победете! Благодарам на сите наставници кои што се присутни денес. Благодарам на сите ученици кои што се присутни денес, благодарам на сите кои учествуваа во проектот. На вистина не очекував толка во учество и многу ме радува што успеавме училниците во многу градови од нашата земја и занималните во многу градови од нашата земја да ги претвориме во волшебни шаренградовци, така ете да ги нарекла. Значи голема благодарност до наставниците кои сосема ентузијастички се вклучија во проектот и го направија најдоброто што може да биде направено. На вистински начин се пренесува и знаете што друго? Прирачникот што го подготвив за реализација на оваа бајка, значи за реализација на овој проект во училиштата, го направив со цел да се даде аспект при обработка на бајката, да се даде аспект на оние моменти кои што се од воспитен карактер. Значи убаво да се протолкуваат сите пораки кои што сака да ги пренесе сината Самовила преку Снешко Лео, преку волшебникот Бојараус, преку лошата Самовила која што и не е можеби толку лоша,
Така да бајката изобилува со елементи кои што се од социо-емоционален карактер и токму тие сакав да бидат доловени и затоа се обидов да направам прирачник по кој што наставниците, учениците, училниците ќе прават чуда и чудеси на креативен начин, но ќе ги обработат и оние моменти кои што ми беа важни да бидат забележани од воспитен аспект. Продолжувам со истото темпо, мора да одиме напред, мора да бидеме она што сме научиле да бидеме. Бајката е посветена на мојата покојна мајка, Наташа. Мојата мајка беше наставник по македонски јазик и верувам дека силно би се гордеела кога би била присутна тука, но и би била силен критичар на сето она што јас би го правела, мајчински, грижливо и како наставник професионално. Така да искрено ја посветив оваа бајка на мојата мајка и затоа толку сум благодарна еве и на наставниците и на учениците што толку вложија за навистина да ја оживееме во сите училници.